Македонија мора да продолжи по патот кон Европската Унија, но не смее да дозволи понатаму да биде жртва на уцени и изнуди. Пристапувањето да се заснова на мерит систем и копенхашки критериуми. Ова е заклучокот од средбата помеѓу председателката Гордана Силјановска-Давкова и председателот на Хрватска Зоран Милановиќ, кој е во посета на Македонија. Во фокусот на разговорите беа и билатералните односи и регионалните предизвици. Силјановска-Давкова е децидна дека нашите проблеми се врзани за историјата, за културата, за јазикот, идентитетот, нешта за кои не се разговара и преговара, а ветото и натаму ќе предизвикува проблеми. Советот, значи, велел не на толку многу да, не заради неисполнувањето на копенхагенските критериуми, туку еве во овие 20 години заради прашања што на некој начин значат и бараат ревизија на историјата. И покрај тоа што знам дека многу интелектуалци од просторите на бивша Југославија повикуваа на опасноста од ревизија на историјата. Од Хрватска стигна силна поддршка за македонските евроинтеграции. Сепак, Милановиќ нагласи дека Македонија не треба да трпи никакви изнудувања во замена за членството во Европската Унија. Вие сте оние кои ќе одлучите што е важно за вас. Немојте да бидете само жртви на принуда или некакво изнудување кога станува збор за членство во Европската Унија. Не мислам да полемизирам околу тоа, не мислам на соседната држава Бугарија. Тие имаат некои своји идеи како треба тоа да изгледа. Јасно е дека треба да постои консензус. Хрватскиот председател на Скопскиот аеродром беше пречекан од министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски. Во Вила Водно беше пречекан со највисоки државни и воени почести од неговата македонска колешка. Милановиќ и Силјановска имаа тет-а-тет средба, а потоа се одржа и пленарен состанок на двете делегации. Средба имаше и со премиерот Христијан Мицкоски, а го посети и гробот на Гоце Делчев во црквата Свети Спас.